Вечера сме тука да се видиме, да поразговараме, да размениме мислење, да поразговараме за тоа што се случуваше во минатата една година и тоа што планираме понатаму да работиме. Ние практикуваме еднаш годишно, најмалку еднаш годишно, да имаме ваков вид на средби со граѓаните и со сите оние кои што граѓаните се заинтересирани да дојдат на ваква една средба со представници од владата, државните институции и да поразговараме за сите овие политики кои што се водат и кои што се планират да се водат. Така што оние 2 години во кои што на почетокот на нашиот мандат ги воведавме новите економски политики, покажаа дека правецот е вистински, затоа што ние, како што знаете, на почетокот на мандатот ги намаливме даноците на многу ниско ниво, на најниско ниво во Европа, 10% персонален данок, 10% данок на добивка, понатаму ги намаливме ДДВ за 5 ставки, намаливме други трошоци, намаливме цени на царински услуги, на централен регистар и на многу работи каде што бизнисот зависи и каде што треба да плаќа. Така што генерално ги намаливме трошоците за правење бизнис со цел да им помогнеме на компаниите да повеќе инвестираат, а со тоа инвестирање да отвараат работни места. Тоа ја предвижи економијата. Во 2007 го имавме историски највисокиот раст. Во 2008 речиси како во 2007, иако последните 3 месеци веќе кризата почна да не подјадува. Тоа покажа тие 2 години дека економските политики кои што ги зацртавме и кои што почнавме да ги спроведуваме, почнаа да ги даваат правите резултати. Економскиот раст во 2007 беше речиси 6%. Значи 5,9 точно. Никогаш претходно не бил толку. Економскиот раст во 2008 беше околу 5%. Така што претходно највисоката ставка беше во 2000 година, кога имавме пораст од 4,6 и тоа беше највисоко во историјата на државата. Почнавме да правиме ставки од 5 и од 6% раст на економијата во една година. Извозот во тие 2 години порасна за околу 60% и странските директни инвестиции речиси во тие 2 години беа дуплирани во споредба со годините пред тоа. Така што се виде дека економските политики кои што се преземени ја водат работата во една добра насока. Почна во тој период намалување на невработеност, иако скромно, од наследените 37% кога дојдовме на власт, таа денеска е 31,7, што се уште е високо, меѓутоа почна еден надолен тренд. За жал, како што кажав, во периодот кога започна кризата, таа по неколку месеци дојде и кај нас, значи некаде веќе од октомври, започна силен пат на индустријското производство, што подосна се рефлектираше и во другите сектори. И ние бевме принудени, како и сите други земји, да ги менуваме политиките и да ги насочиме кон ублажување на последиците од таа светска економска криза. Така што направивме еден брз редизајн на политиките и тој редизајн значише нови антикризни пакети, значи да се пристапи со антикризни пакети, кои што нема да не излечат од таа криза. Ние знаеме дека ако сите земји во Европа и во светот ги зафати таа криза, не може Македонија да биде изолиран остров, бидејќи ние продаваме на нив, и ако тие што продаваме не може да ни купат, осиромашиле им паднала потрошувачката на производите кај што ги продаваат, нормално е дека и нарачките кон нашите компании ќе им се намалат. Штом се намалат нарачките кон нашите компании, автоматски се намалува и продажбата на нашите компании. Штом нашите компании помалку продаваат, тие имаат проблеми со нивното финансиско работење, со вработување на нови лица, дури проблеми со отпуштање на некои лица. Така што сите мерки на економската политика ги свртевме во правец да колку толку ја облажиме таа криза. Но морам да кажам дека од голема помош ни беше тоа што преходно во преходните 2 години прво направивме мерки со кои што и за време на оваа криза на нашите компании беше полесно. Да речеме, давачките беа многу намалени, овие даноците, персоналниот данок на добивка. Дополнително во текот на оваа криза, за оние компании кои што нема да ја распредават дивидендата, односно профитот нема да го распредават во дивиденда, ставивме да данокот биде на добивка 0%. И сега, бидејќи околу 70% од компаниите го користат тоа, веројатно над 70% од компаниите ќе имаат
ќе имаат 0% на данок на добивка, што го нема во Европа никак. Така што овие мерки, заедно со другите мерки што ги преземавме во 2006-та, крајот на 2006-та, 2007-та, помогна и за периодот на кризата. Значи, тие не беа преземени за кризата, беа преземени за развој, но помогна и во време на кризата. Дополнително во тој период направивме дополнителни мерки, со кои што помогнавме во делот на земјоделците, ги намаливме даноците, давачките, помогнавме во делот на намалување на царините. Почнавме некои инфраструктурни проекти да колку толку помогнеме на градежната индустрија. И редица на други мерки за кои што подоцна може да стане збор, така што поминавме една исклучително тешка година во која што за жал нашите политички противници ни предвидуваат девалвација на денарот, предвидуваат, не знам, целосен крах на економијата и што ли не, ја користеа ситуацијата, тоа е нивно право, на крајот на криштата, но не беше лесно да се издржи таа година, се преземаа максимални мерки, фокусот беше во голема мера вратен на економијата и на она што може да се направи за колку толку да се убржат работите. Се преземаа многу мерки од делот на регулаторната гилотина која што и претходно беше започната, но се интензивираше во овој период. Конечно, во втората половина на 2009 година се повлече и кредитна линија од Европската инвестициона банка од 100 милиони евра под поволни услови, 6% камата, така што малку им се помогна на фирмите и по се изгледа, иако ги немаме се уште финалните податоци, но се приближно веќе ги имаме, значи ги немаме финално, но ги имаме приближно. 2009 година, најтешката година после првата светска економска криза во 1929 година, значи најтешката кризна година во светот, ние ќе завршиме со најдобар можен резултат, трет најдобар можен резултат во Европа. Што колку толку е некаква помош во целата оваа ситуација. Јас знам дека годината што измина воопшто не беше лесна, но кога ќе се споредиме со 6% пат, 7% пат или 8% пат на бруто домашниот производ на економијата во некои други држави, и тоа многу поразвиени од нас, но и не поразвиени, значи и вакви и такви. И држави како Србија, или не знам како Хрватска, и држави како Австрија, Германија, Франција и така натаму, кои што има страхотни падови, се чини дека некако, што викаат, како смо се надали, добро смо судали во оваа 2009 година. Иако беше исклучително тешка година од економски план. Многу предвидување имаше дека економијата ќе заврши 2009 година, зборам дека кризата во економијата ќе заврши во 2009 година, и тие предвидувања беа се некаде до август, јули-август, кога веќе беше јасно дека таа ќе се стиша можеби малку во 2009 година, но се уште ќе биде силна и во 2010 година, што се покажа за точно. Значи, ако 2009 година беше година на светска економска криза, 2010 е веќе година на едно постепено, иако бавно, но сепак постепено закрепнување, со надеж дека 2011 година ќе биде година кога целосно светот ќе излезе од светската економска криза, со тоа и Република Македонија. Како и да е, во целиот овој период, независно што имавме вакви проблеми, ние останавме посветени на многу реформи, на многу работи што ги бевме зацртале во програмата. Ние во ниеден момент практично не се откажавме од нашата програма и во најтешките мигови останавме посветени со надеж дека работите ќе се придвижат. Очекуваме минатата година, значи 2009 да заврши со минус 0,6, велам очекуваме затоа што податоците треба некаде март-април да излезат од Заводот за статистика, но сите очекувања се дека околу минус 0,6 ќе заврши, што е еден од подобрите резултати во Европа, велам трет поред најдобар резултат во Европа, не само во Европска